Ако да си има душа, значи да се биде способен да љубиш, благодарен и лојален, тога животните се многу подобри од луѓето. Затоа, пријатели, единствената емисија за домашни миленици кај нас повторно ви подготви интересни содржини, нормално за нашите најдобри пријатели. Во овие студени денови најдоброто што можете да го направите е да го земите вашиот миленик во раце и да погледнете што ни следува. Овој прилог ќе посветиме на една од поинтелигентните раси кои што постојат, а за она ќе ни зборува искусен одледувач од одледувачницата Вондер Акцент. Здраво, Ѓорги, како си? Здраво. Вие одледувате кучиња од расата германски овчар, кај многу од луѓето грешно познати како вушњак. Зошто се одлучивте токму за оваа раса? Па треба да се нагласи тоа дека кај нас е германскиот овчар, се вика германски овчар, а вучек е познато како српски надимак. Вучек и тоа е грешно, а треба да се вика германски овчар. Иначе се одлучив за ова раса, бидејќи се најинтелигентни, се добри со чувари, тие се и добри со деца, бидејќи секое семејство има деца и најдобри се за играње со децата. Колку време вие им посветувате на вашите кучиња? Колку е тешко одржувањето на влакното и на хигиената во боксовите? Ние му посветуваме цабајле, му посветуваме 1 сат и навечер 1 сат, преку денот зависи. Ако сум послободен, одам преку денот. Не се ништо добри се за одржавање. Хигиената треба да види на високо ниво, бидејќи постојат бактерии, тоа се состои со чистење, секојдневно чистење. А колку време им посветувате за одржување на влакното и за одржување на хигиената во боксовите? Боксовите за одржување не се многу тешки за да се одржат во чиста состојба, бидејќи на сабајле кога се оди се чистат тие. Потоа за влакното се одржува со чешлање на кучето. Треба секој ден да се чешла за мртвото влакно што му е, за да испадне. Има посебни четки за влакното. Потоа влакното, мртвото влакно што е, тоа пред мириса се таложи измеѓу него мрсноти и затоа кај луѓето мислат дека кучината со подолго влакно мирисаат, бидејќи не се чешлаат и затоа мирисаат. А ако се чешла на време, секојдневно чешлање и кучето нема да мириса. А дали е добро според вас да се чешла кучето дека во мала возраст да се навикне на чешлањето и одржување на хигиената на влакното? Да, се практикува во мала возраст, без разлика на возраста, мало, големо мора да се чешла, бидејќи ако не го чешла 2-3 дена и почнува да мириса. Тоа значи дека е добро да се навикне кучето за чешлањето додека е се уште мало? Но тоа е најбитно, ако кучето е мало, чим го чешла, што се навикнува. Од почеток почнува да цимка, неки да се чеша, го боли, потоа се навикнува по 3-4 дена се навикнува на чешлањето и си стои мирно. Додека бевме во гледувачницата, видовме дека во боксовите има и талаш. Зашто служи таа? Да, ние турбаме талаш оддолу на подлогата, му турбаме талаш ради кучината кои прат нужда во боксовите, тоа е подобро за чистење и ако стои кучето има даска, кај што напред е даската, кај што стои кучината до вратата, а позади му е талашо, заради хигиената да биде подобра, изметот на кучето паѓа на талашо го собираш и на една недела, пример во сабота или недела, се сменува талашо. Ако е зимно време, се сменува талашо многу побрзо, бидејќи кучината се водени и талашо многу брзо се водени. Овде имаме и фотографија од германскиот овчар. Дали можеш да ни кажеш како изгледа стандардот на ова куче? Да, стандардот мора да имаш фотографија или на лице место на кучето да се покаже стандардот. Ако во случај подетална информација има на интернет, од стандардот пишува таму, а ние малце ќе објасниме накратко за кратки црти стандардот. Тоа е главата, ова му е напред главата, кој носот, ќе почнеме од кај носот треба да му биде темен и маската темна, челото треба да му биде изразит стопо, вратот треба да му биде сув, цврст
Тука му е гребенот на германскиот овчар, тоа е највисоката точка од кој женките се од 55 до 60 сантими, а мажаците се од 60 до 65 со еден толеранција, пример до 66. Ако е над таа висина, ќе биде дисквалификуван или ќе почне од назад да се такмичи. Друго е, грбот треба да му биде цврст и прав, не треба долг да му биде грбо, сапите треба да му бидат добро, благо надолу, како што се гледа на сликата. Предниот дел над лактицата со плешката треба да биде агол од 90 степени. Тука му е скочниот, тука му е под лактицата, кој му е надолу право. Долу му се до шаплето му е, треба да биде до шаплето малце накосо и цврсто. За долната линија треба да му биде права, што подолга. Сапите прават 22-23 степени, тука му е задниот дел сапите, паралелно со грбот му иде 23 степени. Задните нозе треба да имат агол 90 степени, тоа е накратко, бутината треба да му биде бутната коска и над под коленицата треба да бидат исти, како и надлактицата со плешката треба да бидат иста должина. Кај германски овчар, предните нози треба да бидат паралелни со задните нозе. Тоа се стандардите на германскиот овчар и опашката треба да му иде додолу. Колку е тешко да се навикне и кучето да се намести во ова идеална положба што има на фотографијата? Во идеалното се работи со тренинг. Кучето на почеток нема да биде мирно, го мести водичот на кучето, газдата први го учи кучето да се намести во став, па потоа мора водичот да го научи кучето да стои во став. Бидејќи кучето, ако го мести газдата, нема да биде тото. Мора да го мести водичот, бидејќи треба да се напни кучето, а нема зашо да се напне ако пример јас како газда да бидам да го местам јас. Мора да го мести водичот, јас да му вика и тоа да биде во став да се намести. Да, во ова положба. Колку време ви треба да го спремите кучето идеално, значи за една изложба? Што се е потребно? Кучето за да се спреми треба најмалце месец до месец и пол да влезе во некој ритам на работа, да има некоја кондиција. Иначе константно кучето се спрема летниот период, да речем од напролет почнуваме негде од март месец, марто почнуваме, априло почнуваат изложбите и од тогаш до крајот на есента, негде ноември ги работиме кучината, ноември, декември, почеток. Дали можеш да ни кажеш и некои трикови кои што сигурно ќе ги интересира оние новопечени собственици на оваа раса на куче? Кај кучето трикови може само да се прикрие гребенот, да речем гребенот и грбот, ако има мани кај кучината на тој дел, со влакното нешто може да се прикрие, со покревање на влакното. Други мани на кучето не можеш да ги скриеш, бидејќи кога ќе почне во каз да оди, тие се касачи, сите работи се откриваат. Судијата може лесно да ги закрие. Вие спомнавте касно, многу од нашите гледачи сигурно не знаат што е тоа. Дали може подетално да ни објасните? Ова е слика мојот водич со моето куче, кога предната лева нога и задната десна нога треба се вкрсти. На фотографијата се гледа дека кучето оди пред водичот на изложбата, но тоа не е така со останатите раси на кучиња кои што одат покрај левата нога. Зошто е тоа така? Да, тоа на германскиот овчар, кога судијата екстериерно го оценува, го местиш во став и го оценува си до него. А после кога ќе оди во ринг кучето, водичот е назад, треба да имаш 2 метра до 2,5 поводник, кучето треба да оди кас, тој оди напред кучето, а водичот е назад, како што се гледа на оваа фотографија. Тогаш судијата го гледа целосно кучето. Тука се гледа надлактицата,
дали му е добра надлактицата. Чим добро го ослоива просторот, значи екстериерно е добро кучето. Зависи како ги движи ноците, како и сврлувањето на ноците се. То се гледа судијата на ова слика. Затоа што германскиот овчар треба да трга, тоа е работно куче. Затоа судијата не му вели да оди покрај нога. Покрај лева нога. Ви одите на многу изложби. Дали се е случила некоја несекојдневна и смешна случка додека сте биле во рингот? Случка ни се десило, пример куче, да го местиш во став. Јас како водич, на куче ми се десило да се врати кучето назад и да ме избега од поводник. Од поводникот и заменик е газда. То се дешава на секој искусен одгледувач и водич на куче. Што се имате освоено со вашите кучиња и дај кажете ни која награда ви е така подрага за вас? Со нашите кучиња имаме освоено многу награди, од кои можам да издвојам. Во Србија бевме на државно првенство 2006 година од 18 до 24 со доктор Нов Бомбанини прво место. Таа ни беше многу драга титула, кој тогаш ни беа од гледувачките, тогаш не беше регистрирана 2006 година од гледувачницата, а иначе од порано се бавиме со германските овчари, таа ни беше така најдрага титула, потоа со Пија, наше куче од нашата гледувачница Пија Вондер Акцент, бевме трето место во Хрватска, потоа имаме на фотографијата ова куче, тој е Даджи, бевме прво место низ цела Србија. Бести шоу беше во Прилеп. Така тие позначени така награди. А иначе ги има многу. Вие сега имате малечки кученца кои што ги видовме во вашата одгледувачница. Дај кажете ни колку се тие возрастни и кои се нивните родители? Ние ги имаме мали кучиња, леглото е околу 2 месеци. Тие се на број 7, од кои една женка и 6 машки. Таткото му е Брикс Вондер Акцент од нашата одгледувачница, кај нас е окучен. Мајката е Алфа Тополовничка, таа е увезена од Србија. Иначе на Брикс татко му е доктор Но со Фреја, а на мајката му е татко Нандо, тој е на сам термодослинија. Многу добро легло е. Кучината сега се вакцинирани, ревакцина по месец дена треба, пречистени од глисти се добри за удомување. Многу од луѓето мислат дека е лесно кога се окучува едно куче. Дај кажете ни колку време треба да му се посветува на женка додека таа е тој чин? Окучувањето не е толку лесно, бидејќи почнува циклусот од парење. После тоа ги носат кучината, женката ги носи малите од 58 дена до 63 дена. Кога ќе му дојде за окучување, тука треба да има еден обавезно со нив. Тоа сум јас или мојот ортак Фипсел или Вангел. Од тројцата еден мора да биде, бидејќи се случуваат чести работи да не може кучката да ги окучи. Па потоа, чим не може да ги окучи, ние му даваме помош, од кој се вадат кучињата. Кучето како ше го клаваш главчето, ако излегва со главчето, го клаваш измеѓу двата прсти и го тргаш постепено. Ако е со опашката, го фаќаш за задните за двете нозе, ги клаваш и го тргаш постепено, за да може, ако во случај кучката нема напред, а се дешава да ги окучи и без проблем. Кога ќе се окучат кучињата, тие треба да бидат во кутилица. Колкава треба да биде кутилицата и каква треба да е? Кутилицата треба да биде од 1,20 м, на 1,20 м, да доволно да биде испружена во лежачка положба кучката, од кој да има од страниците, треба да има штичиња од страниците, во случај кога се подпира на страната, на десна страна или лева страна, за да кучката, ако кучето е позади неја, да не може да го гмечи
туку кучето влегва под штичето како што му е котилицата странично, кучето се пика внатре, а кучката на страната се беше. Џуди, како треба да се храни кучето во тој период? Дали треба нешто да се менува околу храната? Луѓето мислат дека ако е спара ченката, треба да му е појачат храната. Не, се лажат. Тие треба, кучката јади до 40-тиот ден, треба да јади исто како и нормално. Како што го храниш, зависи од храната, можеш да му даваш ако е готова храна 300-400 грама, 500 грама, зависи, имате на вреќата, ще имате скала по која тежина, која храна, колку грама оди на храна. После тоа, кога ќе оди после 40-тиот ден до 60-62-тиот, 3-тиот ден, тогаш му се зголема од 10 до 20%. Ништо повеќе. Бидејќи луѓето мислат дека од почеток ако му даваат повеќе храна, дека кучината ќе бидат поголеми. Тоа може да е здебелат само кучката и плодот да се стопи. Тоа е грешната работа кај што има луѓето што ги одгледуваат кучињата. Затоа сте вие тука да им кажете. Да, а ова одгледувачите сигурно го знаат. Вие вашите кучиња ги продавате, но многу од луѓето кои што купуваат расно куче сакаат да купат куче расно, но без педигре. Што мислите вие за тоа? Затоа што според мене е многу подобро да го купуваат расно куче да си купат со педигре, а доколку не подобро се земат најрасен милени кои што ќе му го спасат животот на ова пладно време. Разликата е тоа грешат ако сакаат без педигре. Кучето го земаш, треба да знаеш, кучето го земаш за 10 години. Минимално е 10 години границата на животот на кучето. А може да биде и 15 години. Зависи од кучето. Ако го земиш без педигре, тоа е пропаднато куче, бидејќи немаш излезна ситуација. Не можеш ни на изложби, не можеш ни да извадиш за малите родовници, педигрена. Бидејќи подобро е да земиш куче со педигре, заради што кога ќе го земиш кучето со педигре, не знаеш што ќе биде. Може ќе биде многу убаво, може ќе биде просечно. Ако тоа куче има педигре, вреди. Ако нема педигре, не вреди. И колку да е убаво, никој, ако е женка, никој нема да пари со тоа куче. Ако е мажјак, никој нема да пари исто со тој маж. Нема луѓе кои што велат дека нема е битно дали ќојат по изложби или не, дека тоа се го чуваат само како домашен милени. Дали тука не мислиш дека треба да се земат барем нерасно куче, бездомно куче, отколку да земат расно куче без педигре? Подобро е да земат некое бездомно куче што е напуштено од газдата, да си го земат, да си го гледат, а да земат расно куче од луѓе што од таткото и мајката имат како кај мене, да речем, леглото мое, ми се јавуваат луѓе ке ми рече сакам без педигре. Педигрето е најмал проблем во цената на кучето. Една смена е педигрето од цената, од самото куче. А тоа педигре многу кошта за кучето. Бидејќи кучето со педигре многу поќе кошта, многу луѓето поќе го ценат ако има педигре. Бидејќи не знаеш што може да испадне. Ти го земаш на 2 месеци, кучето го гледаш како мало го бендисаш. Може кучето да стигне до врвни дострели и да му прерасне цената 20-30 пати поќе отколку што сте го набавиле. Како што знаеме, забрането е да се парат кучињата во крвно сродство, но знаеме дека се случува и тоа. Што можете да ни кажете вие за тоа? Дали имате видено некоја таква случка? Да, има такви случаи, се случуваат, не водат грижа, не се совесни тие одгледувачи или собственици на кучињата. Мора да се припази на таа работа. Крвно сродство до второ колено не смеш да париш. Дозволено е кај нас во Македонија над трето колено да се пари, а во Германија можеш да париш, германски овчар да го париш до второ колено, кој треба извесно време да се чуваат кучињата, до година дена, па потоа да ти издадат, да ги прегледа комисија, да видат кои се нормални кучина, да ти дадат дозвола за да извадиш родовници. А иначе, кај нас несовесните одгледувачи то го прават. Пример, таткото пари со керка, прво колено или второ колено.
Тоа не сме да биде, бидејќи може да излези деформитет, да излези кучето да не биде здраво, да биде агресивно, да има деформисување на предни нозе, се дешавало таква работа, сум видел таква случка. Како може да ве добијат луѓето кои што сакаат да си купат вакво милениче? Може да ме најдат на веб страната, имаме страна на интернет www.wonderaccent.com.mk или на емајлот georgi@wonderaccent.com.mk или на бројот мобилен 070 237 174 во секое време. Кого ти му го препорачуваш ова куче, тоест оваа раса, и дали мислиш дека изгледот на самото куче е пресуден за да се земи во домот? Пред се треба да се видат условите во кои ќе живее кучето, потоа треба да се има во предвид дека го земаш за 10 години, потоа треба да се види за шо намена го земаш кучето, изгледот на кучето. Сите тие работи треба да ги согледаш па да го земиш миленик од дома, за да го чува. Тоа значи не само да се земи кучето и да се осуди? Не е само да го осудиш, мораш да си направиш еден план пред да го земиш, дали имаш време за прошетка, мора то 1 сат во дено да му посветиш внимание, да го прошеташ, да го исчешлаш сите тие работи. Ако не можеш да ги обавуваш тие работи, најчесто децата плачат по кучината, кога ќе го земат кучето 2-3 месеци и ќе биде кајник, па после му го стават на родителите. Тоа е грешка, родителите треба да сватат дека кучето ако го земат за децата треба да го гледат. Ако го земи родителот, треба родителот да го гледа. Ајде малку да ве вратам во детството, дали се сеќавате на вашето прво милениче? Прво милениче било во основно одделение, исто како и сите деца си играле со кучина и ние во малата. Другарите, ќе најдевме некој куче, ќе си играш со него, ќе го чуваш, го храневме. Потоа, негде на 15 годишна возраст, 6-7 другари, собравме пари, заминавме во Зрејане, Србија во одгледувачница да купиме куче. Дојде крајот на нашиот разговор, па дали може за крај да ни кажете некој апел до нашите гледачи? Апел до вашите гледачи, ако земаат куче, да гледаат на сите работи, да му посветат време, да купат куче од одгледувачница, бидејќи кучињата во одгледувачница се негувани, вакцинирани, се пази на сите работи, што идат до несакани последици, до дезинфицирање на објектот, од страна на бактерии, од сите последици се заштитени и му даваме документ дека кучето е здраво и му даваме ваков документ, тоа е пасо за кучето, за преку граница може, дека внатре стои логото наше, со сите броеви, со веб страната. На другите страни се клават вакцините, дека се вакцинирани, прочистени, има страна за вакцини за беснило, основните вакцини. Му го даваме овој документ да бидат сигурни дека кучето е во исправна состојба, дека нема никакви болести, тоа е најдобро што може еден купувач да го добие чисто и здраво куче. Тоа значи дека доколку не сака некој да се земи со педигре, подобро да се земи бездомно куче. Доколку не сака со педигре, може да се земи, најдобро е да се земи куче кој нема собственици, кучината скитници, уличните кучиња да се земи од тие или кој не може да се грижи за кучината. Ѓорѓе, ти благодарам за гостувањето во емисијата Пријатели, за споделување со нас корисни совети кои што сигурно ќе му требаат на нашите гледачи во идното дружење со нивните миленици. Се ти благодарам уште еднаш и се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам и на вас што дојдовте во мојата одгледувачница и сакам да соработуваме почесто. I'm a scat man.
Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now, that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons who would try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask out the meaning of scat, well, I'm the professor and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Ние се наоѓаме кај доктор Петар Чупона, кој што ќе ни ја збогати емисијата со корисни совети околу нашите миленици. Здраво, Петар, како сте? Здраво, добро. Ова емисија ќе разговараме за ноктите на нашите миленици. Постојат и ножички за сечење, нели? Но дали според вас тие треба се сечат или тоа е само поради тоа да не ни се уништува мебелот или паркетот во нашиот дом? Како што одржуваме, значи кожата, влакното на самите миленици, мора да се одржуваат и ноктите. Ноктите се еден, да го наречеме, орган кој е многу битен за комплетно целиот скелет да го држи кучето. Ако ноктите се предолги, тогаш му се јавуваат многу проблеми со нагазната површина на самото животно и може да се јават многу проблеми на скелето-мускулниот систем. Значи може да се јават деформации на прстите, воспаленија на прстите, можат на тетиви, изглобови дури да се заболат. Така да ако приметите дека вашето куче оди како на штикла, или цупка по асфалтот или по плочка некаде низ дворот, тогаш мора да се практикува сечење на самите ногти. Дали вие ги препорачувате сечењето на ноктите и кај мачињата, затоа што нив им се потребни, нели? Па на мачината се знае, во природата му се потребни ноктите, али и самите мачина си ги одржуваат ноктите, така да најчесто на дрвени површини тие си ги абат, си ги трошат ноктите, али во домашни услови немаат каде, предпоставам ако собственикот не им наместил некое дрвце, најчесто од лозница се мести дрво, па за да си ги троши, да си ги јаби ноктите. Ако немаат такво, тогаш ќе си го употреби намештајот, да речеме тросевот, па кожна гарнитура или било што. И тогаш сме нервни на самите миленици. Затоа да не дојде до таква ситуација, редовно треба да се сечат ноктите, кај мачката само на предни нозе, значи нема потреба од задните нозе, а предните нозе мора редовно да се одржаваат, затоа што ќе имаат проблеми во домашни услови. Или пак да наместат некое, спомнав, дрвце или некој материјал од фортоми изврзано, некои играчки на кои би ги стружиле собствените ногти. Што може да настане доколку го повредиме кучето или мачето при сечењето на ноктот и започне да крвари? Па најчесто при нестручно сечење се прво и основно се јавува голема болка кај животното и одма почнува да тече крв. Тоа е доста васкуларизиран, значи васкуларизиран дел од телото на самото животно. Болката е непријатна кај животното, а
уште повеќе кај собственикот кој ќе види дека крвари на тој имот. Може да не е ништо страшно, значи сето тоа се може да се одма да се санира, али сака пазење во сечењето. Значи собственикот ако мисли дека не може и не знае до каде треба да се отсечат ноктите, ќе мора да се консултира со ветеринар или со некој со знае таа работа што ја обавува континуирано. Постојат специјални значи ножички за таа работа, не со обични ножички за луѓе кои се користат, затоа што со нив е многу потешко сечењето, некои користат дури ножички за сечење на кабли, али то не треба да се практикува затоа што неправилно се сечат ногти. Што да правиме со оние миленици на кои ноктот им е црн и не може да се види живецот? Постои значи тоа го знае и ветеринарот, значи го знае и некој дедувач кој често ги одржава ноктите. Значи постои еден нагол кој мора да се почитува и да се пази, значи во секој поглед, ако го сечи стручно лице, ќе биде окей. Нема да има крварење, нема да има повреди, нема да има никакви воспаления. Аголот мора да се запази на газната површина на самите шепи. Значи се гледа колку е висина на ноктот, толку се одсекува. Али не повеќе, ако не сме сигурни, значи не повеќе од 2 до 3 мм. Само врвовите да се одсечат. Па постепено ќе се стигне до една плава линија која ќе ја загледаме на сечениот дел. Ако веќе ја гледаме неа, тогаш престануваме, не одиме понатаму. Значи постепено, милиметар по милиметар, ако ми е нешто сумливо. Доктор Петар, ви благодарам за гостувањето во емисијата Пријатели, што ни кажавте корисни совети за нашите миленици. Ви благодарам и вас и поздрав до сите гледачи на вашата емисија.
Отишол зајакот кај мечката и рекол: Мецо, јас денес некако имам многу вишок на енергија. Дај да истепаме никој. Ајде бе, зајко да истепаме, само кажи некоја причина да не биде за џабе. А намодиме на волкот и да го прашаме дали носи капа. И ако не носи, ќе го истепаме, а? Така се договориле мечката и зајакот и му отишле на волкот. Ти, волчко, носиш капа? Не. А оти не носиш? И зеле го истепале. Другиот ден, зајакот повторно отишол кај мечката и рекол: Мецо, ај пак да модиме на волкот, а? Ајде бе, зајко, ама сега кажи друга причина да не биде исто ко претходното. Ами, ќе му побараме цигара. И ако ни дај со филтер, ќе му речеме без филтер ни треба, ќе го степаме. И обратно, ако ни дај без филтер, ќе му речеме со филтер и готово. Ајде бе, зајко. Арнама лисицата ги слушнала што се договараат и отишла на волкот да му прекаже. Одат зајакот и мечката ке волкот и му вика: Волчко, дај цигара. Со филтер или без филтер? А ти пак не носиш капа, бе? Се гледаме наредната емисија. Чао, чао.